Добар ден од нашето студио во кое миксаме одличен коктел на перформанси, занимливости, студии, но и бизнес стратегии. Иако срамежливо, во јануари се случија неколку премиери во премиум друштвото, а се случи и раѓањето на четвртата по големина автомобилска групација Stellantis, која веќе има јасен став за своите 14 марки. Ланските показатели за пазарот во Европа се во дебел минус, а ние ќе ви откриеме која марка има најлојални купувачи. За љубителите на моторциклите имаме вистинска посластица, со која го започнуваме денешното издание. Лани, токму во моментот кога пандемијата ја затвори Европа, BMW отвори ново поглавје во својата мотоисторија. Главната улога во него му беше доверена на големиот R18, кој со својот ретро изглед требаше во поголема мерка да ги врати емоциите во возењето моторцикл. Следејќи ја оваа идеја, работилницата Kingston Custom, позната по своите екстремно преработени дела, го прифати предизвикот. Низиниот основач Дирк Елеркинг ги презеде работите во своји раце и наоѓајќи инспирација во класичните родстери на автомобилите на BMW од 30-тите години, создаде неповторлива креација. Со право ја нарече Spirit of Passion, односно дух на страста, бидејќи импресивниот арт-деко изглед просто фасцинира. Големиот оклоп, наменски обликуван, ги крие предното тркало и линиите на двоцилиндричниот бокстер, така што човек не е ни сигурен дека гледа моторцикл или некаква мала локомотива. Механички R18 со своите 1,8 литри и 90 конски сили не доживеа никакви измени, само издувната цевка е поинаква. Затоа и возењето со него е исто како и кај фабричкиот модел, барем така тврди Елеркинг. Дали навистина е така, ќе дознаат само 18 избрани срекници, во колку примероци ќе биде направен. Цената никој не ја кажува, ниту пак прашува за неа. Европската асоциација на производители на возила АЦЕА ги објави податоците за продажбата на автомобили за ланската година. Како што очекуваше со новорегистрираните малку под 12 милиони возила, таа беше најлоша откако оваа организација ги собира бројките. Тоа е за 3,8 милиони помалку од 2019-та, што е опаѓање на годишно ниво за 24,3%. Единствен позитивен месец со благи плюс 3,1% беше септември, а најголем пад имаше во април, кога короната од продажните салони набрка 76,3% од купувачите. Во условите какви беа лани, од 30 земји чија продажба ја следи АЦЕА, најмногу загуби Хрватска, цели 42,8%, а најдобро помина Норвешка со минимални 0,7% намалување. Минусот на големите пазари се движи меѓу германските 19,1% и шпанските 32,3%. Гледано по производители, дојде до известно прегрупирање на силите.
прв и понатаму е Volkswagen кој го зголеми своето пазарно учество на 25,4%. PSA групата падна на 14,4%, а Renault успеа да се задржи на 10,3%. BMW со мала предност го помина Hyundai, додека Daimler и Fiat Chrysler за нив си го задржаа пазарното учество на поланското ниво. Изненадување е порастот на Toyota со кој му ја презеде позицијата на Ford, кој пак помина доста лошо. Меѓу марките годината беше катастрофална за Opel и Mazda, чија продажба се намали за преку 40%. Најдобро помина Porsche, кој има едноцифрен минус, а меѓу поголемите најмногу причини да бидат задоволни имаат во Toyota. И покрај се, јапонците ќе ја паметат 2020-та како година во која стана седма најпродавана марка возила во Европа, надминувајќи ги Opel, Škoda и Audi. Повеќе не е прашање дали, туку кога струјата ќе стане доминантна како погонска енергија за задвижување на возилата. Третиот од планираните 10 во електричниот свет на Мерцедес е наречен EQA. Динамичниот дизајн на кросоверската каросерија е индикатор на задоволството што го ветува најмалиот член на семејството EQ возила на штутгартската ѕвезда. За лансирањето на моделот избрана е верзијата EQA 250 која располага со 140 киловати и дострел од 486 километри според новиот европски циклус на возење. Подоцна ќе се придружи уште помоќна изведба со погон на сите тркала и мотор силен 200 киловати, склоп кој благодарение на помоќниот батериски состав декларира преку 500 километри автономија. Една од најважните ставки што одат во прилог на електричните возила се услугите што ги добиваат купувачите. Веќе од почетокот на продажбата на располагање се 450.000 точки за полнење со класични и брзи полначи распределени низ 31 европска земја. Mercedes Me Charge овозможува едноставно користење на полначите иако припаѓаат на разни компании за снабдување со струја. Со самото регистрирање во системот, корисникот има интегрирана функција на плаќање и едноставен процес на издавање сметка. Згора на тоа, батериите ќе може да се полнат на уште 175.000 јавни станици низ Европа. Детален преглед на мапираните точки се добива преку инфозабавниот систем мрежен со останатите електронски помагала. На листата се додава последната генерација системи за активна и пасивна безбедност, па времето поминато во кабината на EQA ќе биде релаксирано. Во голема мерка тоа се должи на пријатната атмосфера обезбедена преку типичниот за Мерцедес амбиент во кого се одвива интересна игра на едноставноста и технологијата. Иако е најмал во гамата, EQA по потреба може да превезе 5 патници со доволен простор во кабината. Низината форма е подредена на аеродинамиката, чиј коефициент од 0,28 придонесува на зголемувањето на дострелот. Возачот го поддржува мала армија на електронски асистенти задолжени за највисокото ниво на активна и пасивна заштита на патниците во урбан сообраќај и на автопат. Новиот EQA може да се персонализира со две линии на дизајн и опременост, Electric Art и AMG Line, како и со Night Package. Цената за почетниот модел во Германија е 47.540 евра, а по одбивањето на еколошкиот бонус понуден од германските федерални власти од 6.000 евра и бонусот што го одобрува Мерцедес во висина од 3.000 евра, германските купувачи реално ќе платат 9.000 евра помалку.
Со намера за зголемување на безбедноста во сообраќајот и подигнувањето на ефикасноста на асистентите во возењето на наредно ниво, Форд одлучи својата технологија за комуникација меѓу возилата да ја сподели со сите производители. Се работи за доста стара идеја која ние лично во пракса ја имаме испробано уште пред скоро деценија и пол на возилата на General Motors, но која не заживеа заради меѓусебната некомпатибилност. Во основа станува збор за нешто како автомобилски Facebook, преку кој возилата само меѓу себе ќе се информираат за условите за возење на патот што им предстои. Кога еден автомобил ќе помине некоја делница и ќе најде на потенцијално опасна ситуација, тој за тоа ќе ги информира сите останати кои се доближуваат на местото на настанот. Така изненадувањата во смисла на лизгав коловоз, некаква пречка на патот пред нас или пак запрено возило за цвијокот ќе станат минато. Посебно ќе се следат информациите дали на возилото се вклучени светлата за магла или пак се активирале системи за итно сопирање и воздушните перничења. Возилата исто така ќе се известуваат меѓу себе и кога се приближуваат до нерегулирана раскрсница или пак доаѓа возило од итните служби за да му дадат предност за поминување. Ова е дел од иницијативата поддржана од Европската Унија за 16-месечна програма која предвидува тестирање на ефектот од испратени десетици милиони предупредувања меѓу возилата за потенцијалните опасни ситуации во сообраќајот. Покрај Форд, во програмата сега учествуваат уште и BMW, Mercedes и Volvo. Чокостоби, да крцка од чоколада. Открита најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали сладки крцкави топчиња од чоколада. Топчести мали крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести крцкави мали топчиња. Чокостоби, неописливо добар. Своето постоење Stellantis го започна со изненадување. Се очекуваше веднаш да дојде до кратење на обемното портфолио на новоформираната група, но првиот човек, Карлос Таварес, најави дека на сите 14 марки ќе им се даде шанса. Дури и на Ланча, која според хиерархијата сега заедно со DS и Алфа Ромео е позиционирана како премиум бренд.
Lancia некогаш беше славна марка со импресивно тркачко портфолио, но веќе одамна е отпишана. Во живот ја одржуваа само италијанците кои упорно и покрај неговата застареност го купуваа малиот Ипсилон. Тој остана единствен во понудата откако пред 6 години пропадна обидот за спасување на марката со неуспешното групирање на гамата со Chrysler. Тогаш отиде во пензија и последниот вистински модел на Lancia, легендарната Delta, чија прва генерација ја расшири славата на марката до небески височини. Lancia е основана во 1906 година од страна на Винченцо Lancia. Својата репутација брзо ја стекна и со големи подими и мали падови ја одржуваше низа децении. Стана дел од групата Fiat, чие раководство веднаш започна со мерка за штедење. Тоа ќе резултираше со губење на идентитетот на марката да не беа огромните успеси што се постигнуваа на рели над преварите. Откако се освои се што можеше да се освои, и тоа многу пати, Lancia се повлече од спортот пошто започна спиралното руинирање на стекнатиот имидж. Продажбата се намали за повеќе од половина, а европските пазари еден по еден се напуштаа. Реорганизацијата во 2007-та донесе попуста надеж дека се уште има шанси нешто да се тргне на подобро, која дефинитивно згасна во 2015 година. Сега условите се поинакви и навистина постојат шанси судбината на запоставената Lancia да се промени. Очигледно има и волја да се стори тоа, така што останува само да се засукаат ракавите и да се работи. Оваа 2021 година Audi ќе одбележи 26 разни јубилеи, но еден од нив има посебно значење. Не се работи за некој модел, бидејќи се однесува на сите, дури и пред Audi да стане тоа што е. Нема да се навраќаме во дамнешната историја, туку ќе се задржиме во 60-тите години кога Volkswagen ја откупи компанијата од Daimler. Некои структури тогаш не беа задоволни со развојот на настаните што го покажуваа на повеќе начини. Меѓу другото и со смислувањето на Логанот Vorsprung durch Technik во 1971 година, кој испраќаше јасна пораќа до јавноста, но и до нивните нови собственици. А тие во духот на демократијата им дозволија и практично да го спроведат неговото значење, бидејќи од тогаш наваму Audi навистина стана предводник на технологиите што во групата Volkswagen се почитува цело време. Така, под марката со 4 прстени за прв пат беа лансирани кватропогонот на сите тркала, теде и технологиите и многу што друго, а сега и напредните електрични погонски системи. Ке се подсетиме и на не толку успешните обиди како алуминиумските каросерии, моторите со 5 вентили по цилиндар и други, но поентата е јасна. Напредокот низ техниката е можен само ако некој вистински е посветен на него, а токму тоа Audi го прави, дури и пред да го смисли овој слоган. Голф во Европа со децении е на тронот, ама во Америка е далеко од него и никогаш нема ниту да му се приближи, бидејќи Volkswagen повеќе нема да го продава таму. Барем нестандардната верзија, додека перформансните GTI и R изведби ќе останат. Дека германците имаат лоши намери со Голф се насети уште при лансирањето на 8-та генерација, која воопшто не стапна на американско тло. Таму се уште се продава Голф од 7-та генерација, кој доаѓаше од фабриката на Volkswagen во Мексико. Сега неговото производство таму запре и нема да биде обновено, бидејќи продажбата му падна на прениски 25.700 примероци. Но бидејќи половината од нив се од наведените спортски
американски верзии, тие од есенва ќе продолжат да се продаваат сега во 8-та генерација и произведени во Германија. На купувачите на располагање и понатаму ќе им биде Jetta, а оние кои не сакаат седани ќе почекаат на примамливиот кросовер Taos. Според податоците на Volkswagen, од лани продадените 326.000 возила во Соединетите Американски држави, 58% се од двата кросовер модела Tiguan и Atlas. Откако го продаде Opel на французите, General Motors си изеде обврска да ги замени со целосно своји заеднички развиените технологии, вклучувајќи ги и нам добро познатите модели на германската марка кои во Америка се продаваа под знакот на Buick. Еден од поретките кој не беше таков е кросоверот Envision, кој како алтернатива место во Европа или Кореја се произведува во Кина. Затоа и американците многу не му го доверија своето внимание, што сега неговата втора генерација има историска шанса да го промени. Велиме историска, бидејќи ако помине лошо како првата генерација лансирана пред 5 години, тогаш многу планови на General Motors за продажба на возила произведени во Кина на американскиот пазар ќе паднат во вода. Тој сепак има доста адути да има добри бројки за продажба. Прво, дизајнот, кој е изненадувачки модерен и дури и за нас еднакво пријатен како да доаѓа од Европа. Стилски обликуваниот преден дел со своите тенки лед светла остава впечаток кој течно се пренесува на силуетата и кој не може да го наруши ни незграпниот, но сепак складен заден дел. Според она што го гледаме, и внатрешноста е солидно обработена и исполнета со завидна количина современи технологии. Не недостасуваат ниту безбедносните асистенти кои обично им сеускратени на американските купувачи, а на сето тоа се надоврзува и механиката. Турбомоторот од 2 литри кој развива 228 коњи има старт-стоп систем испарен со 9 степен автоматски менувач, може да ги задвижува само предните или сите 4 тркала. Единствената посериозна забелешка на Buick Envision е цената, која за американски услови е позиционирана на релативно високи $33,000, што се чини многу и без да се знае дека се произведува во Кина. Иако дочекан со голема доза на скепса и критицизам, првиот електричен комерцијален Порше ја доживува својата 4-та верзија. Тајкан сега има погон само на задните тркала, 2 моќности и 2 различни по капацитет батерии. Почетната цена би требала да биде околу 83.000 евра, што го прави најефтина верзија на електричниот спринтер, но ако сте мераклија, за најопремената верзија ќе треба да додадете уште 103.000 евра. Откако дебело го собра кајмакот, Порше реши на европските купувачи да им понуди поприфатлива изведба на исклучително успешниот Тајкан. Тој нема никаква додатка во знаката, ниту турбо, што беше оспорено од сите познавачи на автомобилите, но ниту 4S, што значи дека нема ни погон на сите тркала. Оваа изведба досега беше на располагање само на купувачите во Кина, а дека ќе се појави и тука, Порше навести пред 2 месеца, поставувајќи со неа Гинисов рекорд во најдолго дрифтање со електричен автомобил. Тоа требаше да биде доволно да ги заскокот касетилата на подомакински настроените клиенти на марката, на кои цената од 83.500 евра им значи исто како и она што може да го понуди. А тоа е еден електромотор од 408 конјски сили и батерија од 79,2 киловат-часа, што значи забрзување до 100 за 5,4 секунди и максимални 230 км на час. Оние кои сметаат дека ова е малку, ќе може да го нарачаат во Performance Plus изведба со 476 коњи и 93,4 киловат-часа капацитет на батериите.
Динамиката ќе остане иста, а разликата е во автономијата која според WLTP нормите ќе се зголеми од 430 на 484 километри. Полнењето на батериите е возможно со ултрамоќна ампеража, при што за само 5 минути се складира енергија доволна за поминување на 100 километри. Дизајнот и внатрешноста на овој тајкан скоро и да не се разликува од другите, што значи дека опремата и понатаму е првокласна. Тоа сериозно го провоцира поставувањето на прашањето зошто неговата најскапа верзија чини дури 103.000 евра повеќе. Истовремено, оние кои не се оптоваруваат со парите ќе препознаат солидна основа за некој иден 911, иако Порше од петни жили се обидува да не увери дека легендарниот спортист во блиска и не така блиска иднина нема да се појави како чисто електричен модел. Откако Daimler конечно ја дефинираше судбината на Smart како компанија која во иднина ќе функционира со дебела кинеска поддршка, дојде време да се најават и насоките во кои ќе се развива гамата. Досега се знаеше само дека таа ќе биде електрична, но ништо повеќе од тоа. Сега веќе е дефинирано и каков ќе биде првиот модел од новата ера на компанијата, кој без изненадување е мал кросовер. Германците кои се задолжени за неговиот дизајн велат дека ќе биде лесно препознатлив, ултрамодерен и софистициран, додека кинескиот Гили молчи за својот дел од работата. Сепак не е тешко да се погоди дека ќе биде базиран на нивната нова електрична платформа која наводно случајно започнаа да ја развиваат токму лани кога се договорија со Daimler. Со автономија, за која се споменува дека ќе изнесува и до 700 километри, таа ќе се користи за најмалку уште еден модел, можеби на Smart, но поверојатно од некоја друга марка од дебелото портфолио на сопственикот на Volvo. Тоа автоматски значи дека Smart ќе се збогува од градската мини класа што сам ја создаде пред 27 години. Рака на срце, менаџерите на компанијата неколку пати и со концепти и со сериски модели се обидоа да ја извлечат марката во повисоките сегменти, но попусто. Smart досега беше заеднички производ со Renault. Стандардната верзија Fortwo се произведува во фабриката на Daimler во Франција, во која на времето беа вложени големи пари, а поголемиот Forfor е брат-близнак на Twingo и излегува од погоните на Revoz во словенечкото Ново место. Премиерата на новиот модел се очекува идната година. Која е најдобра марка? Кој дава најмногу за парите? Кој пружа најдобра гаранција и одржување? Тоа се најчестите прашања што се поставуваат од купувачите, но и се одлична тема за кршење на копјата со кафе муабет. Во следниот прилог нема да ја разгоруваме дискусијата, само ќе ви пренесеме статистички податоци на тема која марка има најверни купувачи. Лојалноста кон автомобилите што ги возиме се одгледува на многу начини. Еден од нив е и тоа колку долго ги чуваме пред, да кажеме, доста беше, време е за замена. Сакајќи да бидат сигурни во резултатите, стручњаците на американската аналитичка агенција OmniSea прегледале преку 660.000 возила произведени помеѓу 1981 до 2005, кои лани биле продадени како половни. Ги издвоиле оние кои биле во собственост на еден ист човек повеќе од 15 години и заклучоците од кои дошле, благо кажано, се изненадувачки. Не тоа што само 6,1% од собствениците ги возат толку долго своите автомобили, ниту пак дека меѓу првите 10 сите се јапонски, колку фактот дека 7 од нив се на Toyota.
Изненадување е и што на прво место е хибридниот Prius, кој во Америка започна да се продава во 2000-тата. Според бројките на аналитичарите, 13,7% од сопствениците на Prius го чуваат својот автомобил 15 или повеќе години. На второто место со 12,4% верни купувачи има теренецот Highlander, а на третото големиот пикап Tacoma со 11,6%. Веднаш зад него, со минимална разлика следат Sienna и Tundra, додека шестата и седмата генерација се во рацете на Honda со моделите CR-V и Pilot. Следи Subaru Forester, а листата ја заокружуваат уште и Toyota 4Runner и Sequoia. Направени се споредби и помеѓу марките и моделите од повеќе категории возила и скоро секаде јапонците предводени со Toyota апсолутно владеат со повеќе или помалку слични проценти, но најголемиот шок пристигнува во податоците раздвоени по региони, каде се гледа дека во Вашингтон и Сан Франциско дури 29,3%, односно 26,4% од сопствениците на Prius не сакаат да се одвојат од него по 15 и повеќе години. Особено сме горди што статистиките покажуваат дека гледачите на Автомагазин се меѓу најверните во нашиот етер. За тоа ви благодариме и ни останува да ја оправдаме вашата доверба. До гледање до следната средба во сабот.